дојдовте во емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. Во оваа емисија зборуваме за депресијата, од која страдаат почесто 2 пати повеќе жените отколку мажите. Начисти симптоми на депресија се стегање во грлото, главоболки, болка во устата, во забите, ушите, потење на челото, рацете, општа слабост на организмот, потиштеност најчесто без причина, слаб апетит, изолираност, а често и раздразливост. Токму за овие симптоми и за нивно облажување зборуваме со магистер Киро Бојаджиски. Добре ни дојдовте повторно во емисијата. Добро ве најдов, дај Боже да нема никој вакво заболување и да не падне у депресија, затоа што човекот депресивен е малте не по нашиот народ, како се вика, делува како изгубен, или залутан, или забеган, што е многу лошо. Многу лошо под името забеган се смета и ама тоа е многу близо до вистината, до вистината, до состојбата на човекот кој има депресивна болест и кој што неконтролирано не може да се врати у правобитна положба без соодветна помош. Да, депресијата е нервно-психичко заболување. Така, кажав јас дел од симптомите. Всушност, какво заболување е депресијата и дали можеме вака на принуден начин да можеме да помогнеме и да се ублажат симптомите на оваа депресија, затоа што човекот често се затвора во себе, во 4 зида, не излегува никаде, не може да функционира, не работи, не јаде, значи намален апетит или можеби обратно зголемен апетит и така натаму. Значи, како да им помогнеме на тие луѓе кои имаат депресија и кои заболуваат и кои страдаат од ова нервно-психичко заболување? Човекот почнал да страда од депресија од кој станал човек. Да. И во книгите, дури оние кинески плочи, па и од старите асиро-вавилонци, од египчаните, има написи, има и слики во нивните стари книги, луѓе кои делуваат депресивно, како изгубени, луѓе кои што се залутани, но има разни тумачења од оноа време. Од верски до оноа време како верувале дека е некој урочен, дека му е направено магија, дека е проколнат, дека бил злочинец па му се враќа зло со зло и така натаму. Но науката го утврдува ово нервно-психичко заболување, сега модерен термин е депресија, го утврдува и многу јасно покажува какви се симптомите, но и причините зошто до тоа да дојде. Но една од модерните причини, од тие што ви набројавте се сосема точни, но една од модерните причини е лошата материјална состојба кај луѓето, која се почесто ја има меѓу луѓето. Сиромаштијата, со еден збор кажа. Нема ден на телевизија да не видиме некој страдалник, изгорена куќа, падна на куќа, деца незбринети, па и покојници од студот, и премрзнати, оставени без никаква заштита. Тоа е една од причините. Тие луѓе во таква состојба сосема е вистина дека не можат нормално да размислуваат, не можат ни нормално да се однасат и тоа што го рековте вие често пати од една крајност во друга крајност, од тоа да се помире, па ако е дошло ред да умрам, ќе умрам, не се заштитува, ќе излегне надвор, ќе замрзне, измрзне и така натамо, но често пати знае да прерасне и во агресивност, што е многу опасно за тоа што кај него се роде оној симптом на одмазда, па ако умрам ја, нека умре и некој друг. Не сум само ја тај што треба да страдам, нека страда и некој друг. Особено е опасно ако таков страдалник иде некаде во установа или иде во некоја фамилија или било каде да нешто побара па да не биде услужен, да не му се даде ништо, може се јави агресивност и да не му се помогне кај него оној втор дел. Што викаме, секој човек има 2 дела, оној што го знаеме и оној кој е инстинктивен, односно инстинкт на прачовек, на звер, и ние спаѓаме во зверовите. И таков еден инстинкт може да се претворе во осветничка и одмазничка некоја состојба и да човекот испадне од контрола и да направи злочин. Такви работи има во науката, има речиси секојдневно, но дај Боже да не се дешава тоа многу често. И ако има такви проблеми кај некој во фамилијата и така натамо,
најдобар лек е да му се одма помогне и да има разбирање према него, према неговата болест и да не се смета дека он е забушант па не ќе да работи и дека е некој кој поарно му е да иде да просе пари, отколку да земе да работи и така натаму. Он смислено не може да работи за тоа што на него центарот за равнотежа, центарот за простор, центарот за ориентација и неговиот центар за самозаштитување е намален. Намален до таков степен да он не може трезвено да размислува и не може трезвено да донаса одлуки како и што да направи. У такви случаи може да се десе сам да посегне по својот живот или да направи злочин према некој друг. Па после џабе е се да се расправа зашто било, како било, причините се углавном тие што и вие ги напоменавте. Да, јас ги Да споменав нагласам само још симптомите, нешто. но има повеќе причини кои може да доведат и да го турнат човекот во депресија. Така е. Освен она што го кажавте, сиромаштијата, можеби и смртта на некој ближен е уште Така голема причина за да се падне во депресија. Така е, сообраќајна несреќа, губење на некој мил драг, па дури и на животно, милениче него. Да кажам дека таквите луѓе немат и добар сон, немат здрав сон. Често пати се будат со некои сонови кои што они не можат да се ги објаснат, па никој не може да ги објасне. Како он паѓа во вода, како пропаѓа во дупка, како пропаѓа во бунар, или како паѓа врз него дрво, стена, како го удара автомобил и така натаму. Тоа се, да кажеме, некои соништа кои, ако он е свесен кога ќе се разбуде да може нешто да види од нив, он веднага мине, психички мине во таа состојба во која е бил у сон. И почнува неговиот организам на некој начин да реагира, да се спасува. Вие сте чули дека има луѓе месечари кој во соно излегне и почне да шета по улица, да шета дури и по крововите оно време, што не е многу вистина. Тоа има, или да се качува на дрва, или да иде на реката. Како што и до мене се доваѓале, века, идам на риби, ледо е толку дебел, ловам риби, меѓутоа кога се врнам до обалата стопен ледо, не можам да си идам на обалата. Тај сон го видов ноческа и сега ми се дешава тоа. Он видел таков сон или не видел, он се довел у таква состојба да оде по ледо и да не може да се врне на копното. Да. Тоа е една од причините кога неконтролирано, он е бил во депресија. Пред тоа, па потоа праве неконтролирани и несмислени потези и се доведува у крајно, да кажеме, незавидна положба и у положба у која може стварно да настрада, не сакајќи да настрада. Па од овие причини луѓето кои имат такви проблеми, тие не се многу. Процентот е релативно мал, да кажеме, но процентот на депресивните луѓе расте. За несреќа, жените се многу поосетливи. Тие се психички поосетливи, физиолошки исто така поосетливи и анатомски поосетливи, но и друго, често пати кај жените преовладува онаа мисла што доведува до влошување на состојбата. Она има, ја немам. Она е таква, ја не сум таква. Така, зависта може би сака. Па, она, да кажеме, полузавис или завис, злоба, завис, се што може да биде, но и љубомора. Често пати, она има друштво, она се движи со овие, со оние, јас сум занемарена и така натаму. Такви состојби може да доведат до една кризна состојба, да се доведе лицето во депресивна состојба. Карактеристично за депресивните луѓе е што они не се многу движат, дека седне, тамо стоја, тамо и гледа во една точка, не сака да разговара, го врте грбо према луѓето кои доваѓат да го на некој начин да му помагат или да го прашат за здравје, за храна, за лекови и друго, он не реагира, не сака да дума. Често пати, кога некои од роднините или домашни ќе дојдат до него да разговара, да му помогнат, он ќе бега. Ќе избега од дома. Не прифаќа помош, значи. Не само што не прифаќа, него бега и не ќе ни да ги слуша, а и агресивно се однаса. Со тешки зборови, дека, ете, они се виновни за тоа што е ваква состојба и така натаму.
Разни причини има. Една од најчудните причини е љубовта. Ние у песните имаме многу љубовни маки. Да, опишани такви љубовни маки. Така е. Можда малку е смешно и не е времето сега такво, но у нашите песни умирам либе за тебе и така натаму. Тоа не е случајно кажано. Или твојата мајка нас се раздели и така натаму. И таа тага останува во животот како една дупка од една шајка, ако ја извадеш шајката, дупката остане. И цел век, додека се живи, тие разделените мислат на себе и кога ќе се доведе во некоја, да кажеме, покризна состојба, излез нема. Да, лесно паѓа во и другите, и другите, и машкото и женското дојдат во таква состојба. Но има и враќање. У песната, ако не те земам млада убавица, ќе те земам црна удовица. Што зборува тоа? Тагата на машкото према неа и почитта према неа нема крај. Он ќе страда и страда за неа, но тоа сега за љубовта е многу тешко да се зборува. Да. Но тоа е една причиница, посебно кај младите, за доведување во ваква состојба. Особено кај младите, да кажеме адолесценти, кои се негде од 12 до 14 години, кога многу немат концентрација да разберат што е квалитет, што е неквалитет, што може, што не може и како на крај и да се заштитуват. Па сега да поминеме, кажавме за причините што се депресивните луѓе се постојано уморени. Нивниот организам не може да се одморе затоа што и лошо спијат. Да. Или ако легне на една страна, не се завртува на друга страна, што доведува до соодветна намалување на крвотоко или нестабилност кај човекот. Сега лечењето е подолготрајно и треба многу страпливо. Многу често депресивните луѓе избегават да идат кај психијатри или психолози, затоа што сметат дека тоа нема фајда и дека они ги малтретираат, дека сакат да дознаат нешто тајно од нивниот живот и така натаму. Па често пати прават други грешки, одат по манастири, по гледарици, бајарици и така натаму, па се до крај, до упропаст. Но има и позитивни работи од оно време кога депресивните луѓе се носени во манастири, во да кажеме народни лечилишта, каде што за одредено време, поради тоа што поповите се знаеле доста добро за лековитите билки, ќе го лекуват, ќе го смират и ќе му ја подобрат и психичката и физичката состојба на оболниот. Па он се враќа и кажува на сите дека одејќи, да кажеме, во Лесновскиот манастир или во Свети Јаким Осоговски или на Голак и Свети Јаким, дека му помогнале. Да. Господ му помогнал и дека тие луѓе тамо навистина му помогнале. Тие луѓе... Добро, секако дека и Бог треба да делува тука, но како и да е лековитите билки кои ги споменуваме и како се корисни во однос на депресијата и за нејзино лекување. Добро го тоа рековте. И тоа доста добро се знаели поповите, оџите, падари, шумари, од оно време водари. Они се постојано и овчарите, они се движеле во природата и до нив се донасани лековите растенија и они ги применувале у разни случаи да му помогнат на некој таков човек или од друго нешто. И не случајно се употребувани растенијата како што е Божиот дух, босилукот, матичината. Сите тие растенија доведуваат до смирување на живците кај луѓето, го вадат од една депресивна состојба и го враќат човекот за релативно кратко време во нормална состојба да стане работоспособен, комуникативен, да биде здрав и да има здраво потомство. Да се врате во првобитна положба. Тука ќе кажам, пред да ги споменеме чаевите кои вие ги препорачате, дека 201 најлековити чаеви се нарекува книгата која доделуваме од магистер Киро Бојаджиски. Ќе можете да се јавите на 078 313 654 и ќе си ја добиете книгата во која имате содржини од чаеви кои можете да си ги користите и да се излекувате од многу болести.
Добро, одиме понатаму, значи лечење со чаеви е вториот дел од емисијата, па еве да споменеме неколку чаеви и комбинација од билки кои може да помогнат при ваква состојба, односно при депресија. Многу често депресијата може да помине многу брзо и многу непожелно да помине во хистерија. Неконтролирано. Не може човек со таков човек кој е во хистерична состојба да разговара, затоа што он се однаса на некој начин, грубо кажано, ненормално. Не прифаќа ништо и е доста често агресивен. Ево да почнеме од тоа што е најлошото. Значи за хистерични луѓе, за агресивни. Да, луѓе, тие се познаваат многу лесно за тоа што на нив се им смета. Никој не е добар за нив, никој не е прав, они се најправи. И што се вика... Одбрана е да го обвинуваш другиот. Така е, така се однасат они. Он не сака можда така да биде, но така го тера болест. Да бидеме начисто, он е на некој начин под психички притисок да не може да се контролира и се однаса потпуно ненормално за средината. За тоа треба да кажеме и на некој начин да му се помогне на овој начин. Прво, чај за лечење на хистеријата е кантарион, жолтиот кантарион, затоа што има црвен кантарион. 50 грама со 300 грама врела вода се попарува чајот, не се вари. Треба да остои 1 час, најмалку поклопено и на оболениот да му се дава чај од кантарион. Ја би препоручил да му се додава на кантарионот и малку матичина, затоа што матичината има елементи на смирување на агресивноста и на подобрување на психолошката состојба. Треба да се пие по 100 грама 3 пати на ден, значи 300 грама врела вода со 2 лажици кантарион и 2 лажици матичина. Со овој чај на луѓето кои се под хистерична состојба треба да им се дава да пијат подолго време. Подолго време е 8 до 15 дена. Најчесто хистеријата се смирува, човекот станува сосема, да кажам, психички нормален, добро спие и е работоспособен. Толерантен е према средината дека живее и едноставно престанува да биде агресивен, што е многу важно. Втор чај, да кажеме, луѓе кои што како депресија имат болови во главата, болови во очите, болови во слепоочниците, во ушите. Со еден збор, такви луѓе кои имат такви проблеми, ако разговарате со него или ако иде кај психијатар, он ќе каже се ме боли. Ме болат забите, ме боле јазикот, ме болат ушите, врте ми се свес, главоболка имам, бучат ми ушите и така натаму. Тоа е малку, да кажеме, потешка психичка состојба која што може да се лече и, еве, да кажем одма, вториот чај за такви што имат болки во било кој орган во главата и кои се однасат така или овака поагресивно, е ајдучката трева 30 грама, коприва 40 грама, конска опашка 30 грама и на исти начин да се прави чајот како што рековме пред еден да. Овој чај не мора да се варе, треба да се попаре со 300 грама вода и тие 3 пати чај што ќе се пие, да не се вадат билките, него да се председува во фулџаните и да пие. Особено е многу важно навечер пред спање. Тој чај, тие 2 чаја може да се засладуват со мед, под услов ако нема човек шеќерна болест. Ако не треба со вештачки засладувачи да се засладува. Трет чај е за раздразливи и поагресивни состојби кај луѓето. Овој чај вака го компонирам, камилица 40 грама, миродија 30 грама и да се попарува и да не се варе и да се употребува на исти начин како што и претходните 2. Со 2 големи лажици, 300 грама вода, да се попаре, не се варе и да се става 2 до 3 лажици мед. Овој чај треба да се пие 3 пати секој ден, особено пред спање. И добро е рано са вајде на гладно да се напие од овој чај, раздражливиот човек.
кај овие, кога сме кај раздражливите, тука јас ја ставам и групата на учениците кои се постојано под стрес заради екстерните тестирања. Така, испити и слично. Да, они се бојат што ќе биде и како ќе биде, не се мирни, стално се врткат лево, десно и може да стане и да избегаат часот. Но и да се скараат со професори и така натаму. И сега учителите викат, професорите викат дека треба да се проверува нивното знаење. Но дека е границата до кога и колку. Никој тоа не го отвори. Никој не мисли за децата. Они мислят, дај, прашањата се овие, он мора да одговара на тоа, друго нема. И за друго нема спаса. Не водат рачно за душата на ученик, на едно дете кое не е формирано као, да кажеме, како човек и кое психички не е толку зрело колку што се возрастните. А прашањата се такви. Дури, еве гледате сега доста голема расправа околу тестирањето, има тотално ненормални прашања. Ненормални, кои што уопште не се за тестирање и да го питат тај што го е ставил тамо тоа прашање и он не знае да одговори. А децата мора да одговарат, ако не, ќе добие негативна оцена. А тоа ќе му влијае на крајната оцена и на место да биде одличен, може да се деси заради такви ненормални прашања децата да добие слаба оцена и да не може да конкурира, за некоја струка која оноа сака. Од тие причини многу внимание треба со толеранција да се однасат професорите, наставници и други кога ги тестират децата да водат сметка за нивната душа, за нивната духовна спремност и да бидат толерантни према нив. И не е битно он дали ќе положи или не, битно е дали кој ќе заврши, дали ќе си иде здрав од тука. Од дома кој ќе иде може да биде и депресивен и да стане агресивен. Сега четврти чај е за една неутврдена вознемиреност. Не се знае зошто одеднаш човекот стане вознемирен, почне да шета неконтролирано и прави проблеми дека иде. У продавница ќе се скара со продавачите, ќе иде у банка, ќе се скара со банкарите тамо, ќе иде у комуналното предпријатие, па кого сретне тамо ќе му се одвика, ќе иде да плаќа за струја и друго, како да се му криви ако он трошил повеќе струја, тие што не плаќат тамо и тамо ќе се развика и тамо ќе направи проблем. Како што и вие покажувате дека нема вода, па ќе идеме горе кај нашата филтер станица и што ќе направат ќе иде тамо? Ќе ја растурат ли станицата? Ќе добијат ли вода со тоа? И тоа во нив очигледно јас ги гледам овие денови и вие покажувате и тебе Кочани, луѓе кои што собрани на одредени места ќе протестираме. Не се добива вода со протестирање. Вода се добива со акција на водовод, а не со приказки и не знам какви притисоци. За да има вода во секоја куќа треба некој да води сметка да водата редовно доаѓа таму. Видлива вознемиреност има и токму за тие луѓе зборуваме. А тие луѓе, да. Тие луѓе може да направат така. Да направат таков пакост, например, може да земат да ги искршат доводните цеки и цел град да остане без вода. И што се добили тие? И тие ќе немат вода, ќе нема никој вода у градот. А такви луѓе на границата на своето страпление, а со таква вознемиреност може да направат. Затоа треба и многу внимателно да се прикажуваат такви сцени кога одредена група луѓе оправдано или полуоправдано или неоправдано презима некои мерки непопуларни, да кажем, и некој неконтролирано однасање може да направи од една штета две, па и три штети. Да. Но одговорните нека му мислат за тоа и дека за тоа се и платени да им помогнат на луѓето да бидат, да кажеме, услужени онолку колку што и тие самите плаќат. Но и они мора да знаат дека мора да ги плаќат тие услуги. Нема право без обврски никаде во светот. Така оној кој користи вода, струја, комунални услуги и така натаму, он ги користи тие услуги и треба за тоа да плаќа. Чај за вознемиреност да станавме, значи кои се билки сега, да, тие ги има многу. Кај нас ајдучка трева, бела или жолта, оти има и плава, 30 грама, мајчина душичка 40 грама. Мајчината душичка е универзален лек, а ајдучката треба допринаса у комбинација со мајчината душица нивните позитивни алкалоиди да делуваат смирувачки на човечкиот организам. Што е многу интересно, овој чај не само што ги смирува психички,
да кажеме, органите во главата, него и во телото. Луѓето вознемирени често пати имат тремор, се вика, тресат му се рацете, нозете, за онака заеткува кога дума, вилиците не може да си ги контролира на некој начин, и постојано праве некои неконтролирани потези, па се чешка тамо, па се чешка на врато за по главата и така натаму. Тоа се очигледни знаци дека луѓето се вознемирени и треба, да кажеме, со добро, со кротко, да бидат посоветувани, да се смират и да им се направи оваков чај. На овој чај треба да му се додадат и шипки од плодови од шипки, околу 30 грама, заради С витаминот. Таа сречна комбинација брзо ги враќа луѓето у правобитна состојба, луѓето престанат да се однесуваат неконтролирано, да кажеме, и на некој начин и агресивно, но тоа воопшто не е штетно. Сега, да кажеме, за вознемирување, кај некои луѓе се јавува депресија со вознемиреност од страв. Стрес и страв. Се мисле дека некој оде зад него, дека некој сака да му направи ово, дека ќе му киднапират децата, дека некој доаѓа он кога не е дома у фамилијата, дека жена му е оваква или онаква. Со еден збор луѓе кои што испаднат од колосекот, психички испаднат и се доведат у една таква состојба кога што он има страв, но од страв, неговиот страв неоправдано. Доби тахикардија, доби напад на срцето, срцебиење, по наше кажам. Тоа е многу опасно за него. Може да се десе од таков неконтролиран истап да му припадне, како викаме ние. Иако нема причини за тоа. Но последици може да има. Не само по него, и по фамилијата. Тога стане агресивен, стане насилен. Оно што го гледаме, напаѓа ги децата, напаѓа жената или сите, едноставно у фамилијата ги напаѓа за тоа што он смета дека они се сите против него, он е сам. И така натаму. За тие луѓе ајдучка треба 30 грама, мајчина душица 40 грама и шипки и да се бел глок и матичина, пишува за страв и да се додаде, бел глок, матичина и малку шипки, 40 и 40 грама од едно и другиот, и шипки 30 грама. Тој чај е многу лековит и ги спречува на некој начин агресивните настапи на луѓето за кратко време. Матичината е докажано дека ги смирува нервите кај човекот. Ако нема матичина, може да му помогне и здравец. Здравецот го има секаде кај нас и у планината, но го има и у дворовите кај луѓето. На тој начин можам да кажам дека депресивните луѓе може да се за кратко време излечат и вратат у правобитна состојба и да бидат работоспособни и толерантни према се што се дешава. На крајот, депресивните луѓе се лекуваат и со добар збор. Така. Со разбирање. Вниманието и толеранцијата од страна на блиските е многу важно. Така е. На тој начин се смируваат луѓето во манастирите. На него никој не му приговара. Постојано е, да кажеме, по состојба да го толерират, да го терат да се моле, да го терат да биде колку толку послушен за кратко време, да му дават ујадењето и смирителни од овие билки додатоци, у напитоци, често пати и во виното со која тие го пречестуват, ќе стават од овие лековите билки и ќе му дадат 2-3 лажици и он ќе биде смирен за кратко време. Но ако 3-4 пати во дена му дадат по 3-4 лажици, тоа е на лажица 25 грама, тоа е 100 грама лекови у кои што има се. И он ќе биде смирен и ќе биде духовно здрав. Тоа е познато и кај луѓето што се дрогират, они се такви, што често пати имат такви тегови и затоа многу често некои од нив одат во манастирите. Познати се неколку манастири во Македонија каде што лекувањето на луѓето зависници од алкохол, зависници од дрога, одат и тамо им доволно помага. Тоа е манастирот во Слепче, манастирот Зрзе, па и во некои други манастири во нашиот крај, но за тоа друг пат. Не е мое да им кажувам дека да одат, но најдобро е таквите луѓе на време да почнат да се лечат за нивно добро и за добро на фамилијата. Да, верувам дека на овој начин со оваа емисија помогнавме во однос на лекување или обележување на симптомите од депресијата.
се поголема е бројката на луѓе кои страдаат од депресија, но затоа и треба да ги користат лековитите билки кои сега ги споменавме, а ајдучка треба, можеби овие кои ги споменавте мајчина душица, тоа се билки кои може да се најдат кај нас многу често. Посебно кај осоговијата и кочанскиот крај изобилува со овие билки кои вие ги споменавте за лекување на депресијата. Луѓето што имат проблеми со депресијата мора да бидат хранени со зеленчук, да јадат повеќе овоштие. Тоа го препорачуваме скоро за сите болести. Така е. Да не им се дозволува да возат коли, да не ги остават сами да шетат по улиците, затоа што он може да испадне од колосек било каде, пред малку што зборувавме, и да направи инциденти. И најдобро е на таквите луѓе да им се најде некое милениче. Дали тоа ќе биде куче, маче, папагалче, голуби и така натаму, но да бидат посоветувани и да им се тоа донесе без да знае он. Ќе му донесат папагалче и ќе му речат тоа е. Па дури и да го бабите се правели многу често, јас сум сонувала дека на тебе ќе ти помогне тоа куче за другарче. Психички делува на тој начин, дека навистина ќе му помогне. Сега кутрето он кој ќе му дава јадење се вртка околу него и на некој начин ќе му одзима мислата. Во секој случај домашно милениче е многу позитивно да може да делува при ваква. Па и јас препоручувам оној кој може да го смире некој домашно милениче, па дури и на голубарите да не се наоѓа мана, поште го него тај голубар ништо не бива. Он чува голуби за тоа што му треба да се смирува, не ги чува за тоа дека ќе добие некои материјални користи од тоа. Нема корист од тоа, меѓутоа има психичка корист за негово смирување. Он ужива кога ги гледа во разна боја, кога летат, кога прават одредени акробации и голубите во воздух. Како некој што ужива во риболов и слично така. Така е. Од овие причини, значи, на депресивните луѓе мора со страпление да се однасат сите во фамилијата и да знаат дека он е навистина болен и дека не е некој кој се бушава или се праве за бушант и така натаму. Тоа се луѓе кои навистина страдат и имат проблеми за кои треба да им се помага. Така, еве на овој начин помагаме на луѓето со депресија. Јас ќе се заблагодарам за несебичните совети кои секогаш ги давате за нашите гледачи. Се гледаме следната емисија во истиот термин кога ќе зборуваме повторно за тема која верувам дека ќе ги засега повеќето од луѓето. Благодарам и на вас. И тука завршуваме емисијата разговор со магистер Киро Бојаджиски. Во оваа емисија разговаравме за лекување на депресијата и како на природен начин да можете да си помогнете доколку се наоѓате во ваква состојба. Верувам дека ви помогнавме, се гледаме следната емисија во истиот термин, а до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости. Довидување.